Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19. Вечерва гледаме. Македонија гласаше за нова локална власт. Излезноста до 17, околу 39%. Гласањето помина без сериозни инциденти. Граѓаните ќе одлучат да одиме сите напред во развој. Мислам дека имавме фер кампања. Изборна анализа, отворено студио со изборни резултати. За изборните резултати, оценката од денешното гласање се на едно место. Добро вечер, останете тука, почнуваме веднаш. Заврши денешното гласање за локалните избори. Државната изборна комисија треба да го има пресекот на излезноста. Во овие вести на почеток одиме во ДИК. Таму е Александар Динев. Динев, кои се последните бројки? Добро вечер, Маријан, од Државната изборна комисија. Последните бројки според извештаите на ДИК ги имаме до 17 часот. Значи до 17 часот процентот на излезност е 39,61%, што е за околу 2% помалку споредено со локалните избори во 2021 година. Инаку пресекот за излезеноста до 19 часот и како се одвиваше гласањето до 19 часот е најавено да се соопшти на пресконференција некаде помеѓу 19:20 до 19:30 часот од страна на председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко. Меѓутоа, како помина текот на гласањето во изминатите неколку часа, во живо во Централниот дневник разговараме со портпаролката на Државната изборна комисија Радица Тодоровска-Алексовска. Тодоровска-Алексовска, веќе е 19 часот. Дали секаде се затворени избирачките места или имате најава за продолжување на гласањето на некои од избирачките места? Од информациите со кои што досега располагаме, немаме засега информација за продолжување на гласањето на некој избирачко место. Како се одвиваше текот на гласањето во текот на денот изминатите неколку часа? Дали се забележани неправилности, односно нерегуларности? Како што најавувавме и на претходните пресконференции, гласањето се одвиваше во најдобар ред, течеше непречено, гласачите си го остваруваа своето избирачко право и во ниту еден момент не беше доведено во прашање ниту остварувањето на гласачкото право, ниту изборниот процес. Освен оние помали потешкоти со работењето на убик апаратите, за кои што исто така соопштувавме, ако што беа решавани на терен од страна на IT лицата ангажирани од страна на Државната изборна комисија, други поголеми потешкоти нема до сега пријавено до ДИК, ниту пак изборните органи се соочиле со поголеми проблеми кои што би го нарушиле изборниот процес. Кога можеме да ги очекуваме првичните резултати од денешните локални 8 поред избори? Па првичните и неофицијални резултати се очекуваат од како ќе се комплетираат, од како информациите, како обработени податоци ќе стигнат до Државната изборна комисија. За времето ќе бидете дополнително известени. Ви благодарам за гостувањето во Централниот дневник. Остануваме тука да ги следиме најправени излезноста заклучно со 19 часот, а ќе се вклучиме и во живо во текот на Централниот дневник веднаш штом ќе започне пресконференцијата на председателот на ДИК Кондарко. Меѓутоа остануваме и во текот на вечерта во отвореното студио од овде од Државната изборна комисија да ги известуваме за првичните неофицијални резултати од денешните 8 поред локални избори во Македонија. Благодарам Александар Динев од Државната изборна комисија. Ние очекуваме и анализа на нашиот аналитички центар малку подоцна во овој дневник. Сега се селиме во штабовите на партиите. Катерина Нешкова во ВМРО-ДПМН. Има ли првични оценки за денешното гласање? Така е, добро вечер. Гласачките кутии затворија, меѓутоа отворија изборните штабови, аналитичките центри на партиите. Овдека сме во ВМРО-ДПМН. Првичната оценка е дека гласањето поминало мирно и во фер и демократска атмосфера. Од владеачката партија веќе се заблагодарија на сите оние кои што денеска излегоа на гласање. Првичната оценка за денот ја соопшти и лидерот на партијата, кој што во текот на денот кажа дека се работи за фер и демократски избори. Кампањата ја оцени исто така како позитивна. Ги имаме изјавите на Мицкоски, меѓутоа и на кандидатот за градоначалник на град Скопје Орце Ѓорѓиевски, кој што се надева на победа уште во првиот изборен круг. Во продолжение изјавите. Од информациите со кои што досега располагам, можам да кажам дека денот поминува мирно, достоинствено
онака како што се очекува, впрочем како што се и македонските граѓани. Очекувам денеска денот така и да заврши, а со резултатите да прогласиме уште една голема историска победа за ВМРО, ДПМН и коалицијата. Народот за време на кампањата, но и изминатиот период може да направи јасна разлика и мислам дека граѓаните ќе одлучат да одиме сите напред во развој, а не да се враќаме назад во оние времења кога Македонија се ограбуваше и се распродаваше. Македонија заслужува подобро и очекувам денеска таков да биде изборот на граѓаните. Денеска е празник на демократијата. Се надам дека ќе имаме фер и демократски избори. Граѓаните денес се одлучуваат за својата иднина, но и иднината на своите деца. Така е, ги слушнавме оценките на Мицкоски и на Ѓоргиевски. Она што е битно е дека првичната подетална оценка за тоа како прошол изборниот ден, па се надеваме и на првите неофицијални резултати, се планираат за 19 часот и 20 минути тука од седиштето на ВМРО ДПМН. Инаку атмосферата овдека може да се забележи дека веќе се жештува, почнаа првите симпатизери да доаѓаат пред седиштето на самата партија. Деталите за тоа како поминува изборниот ден, кои се изборните резултати, но и атмосферата од ВМРО ДПМН и понатаму во Дневникот и во отвореното студио. Ти благодарам, Кате, за ова прво јавување. Те очекуваме повторно на првата пресконференција. Одиме во штабот на опозицијската СДСМ Деспина Тодоровска. Какво е таму расположението и каква е првичната оценка? Првична оценка, Маријан, за сега си уште немаме, сепак централното партиско седиште на СДСМ е веќе подготвено. Од тука вечерва партиското раководство ќе го следи објавувањето на првичните изборни резултати. Според последните информации кои што ги имам тука, веќе се пристигнати најголем дел од членовите на СДСМ, тука секако е и лидерот на партијата Венко Филипче. Личните информации од партијата се дека првата пресконференција ќе биде одржана вечерва во 20 часот и 30 минути. Во текот на денот, секако и лидерот на партијата Венко Филипче и кандидатката за градоначалник на град Скопје Каја Шукова парија своето право на глас и двајцата веднаш по гласањето изразија задоволство тоа како течеше денешниот изборен ден. Да ги погледнеме нивните изјави. Очекувам мирен ден, посакувам мирни и фер избори. Ги повикувам луѓето да излезат во што поголем број. Многу е важно да избраните градоначалници, советници добијат легитимитет од голем број на граѓани. Тоа е наше право, одговорност, тоа е наша обврска. Јас сум задоволен од тоа како течеше кампањата. Мислам дека имавме фер кампања, мислам дека имавме инструменти, начин да допреме до многу голем број на граѓани, да ги представиме нашите кандидати, нашата програма и сметам дека граѓаните ќе одлучат врз основа на објективни параметри за тоа кој ќе ги води во следните 4 години општините во кои живееме. Сметам дека секој глас на секој граѓанин е важен во изборен процес, без разлика дали се локални или парламентарни избори, бидејќи секако го прават изборот за она што го очекуваме понатаму. А денеска гласаме за подобро, похумано и поубаво Скопје. Маријан, како што веќе најавив првичната оценка за тоа како течеше денешниот изборен ден, од СДСМ ја очекуваме на пресконференција во 2 часот и 30 минути. Ние секако остануваме овде со многу повеќе информации во текот на вечерта, секако ќе се јавиме и во отвореното изборно студио. Благодарам, Деспина Тодоровска, вечерова во изборниот штаб на СДСМ, а во Мала Речица, во Тетово, Дуј ќе ги чека изборните резултати. Неизвестна трка меѓу Дуј и Влен, Зоран Јаневски е таму, веќе чинам дека имаше првична оценка од Дуј за овие избори. Повели. Да, партискиот портпарол Арбер Адеми пред малку на пресконференција одовде од Мала Речица денешните локални избори рече дека се одвивале во демократска, слободна, фер атмосфера. Тој рече дека текот на гласањето била првата фаза од изборниот ден, веќе во следниот период ќе се бројат и гласовите, па повика на поголема внимателност.
Коалицијата Национална алијанса за интеграција на овие локални избори настапуваше со своји градоначалници во 23 општини, додека во 34 имаше советнички листи. Во текот на денот нормално гласа и делот кандидатите за градоначалници, па предлагам да ги погледнеме нивните изјави. Очекувам денеска да имаме мирни и демократски избори. Граѓаните тоа го заслужуваат. Денеска е празничен ден за граѓаните во кој што тие ја превземаат одлуката за својата иднина. Барам масовно и очекувам масовно излегување на граѓаните, бидејќи од нивната одлука зависи од тоа каква општина ќе имаме, каков живот ќе имаат граѓаните. Денеска јас ја користев моето граѓанско право за гласање. Воедно ги повикувам сите граѓани што помасовно да излезат на гласање, да го користат своето гласачко право и бидејќи секој глас е многу битен за иднината на нашиот град и за целата држава. Од Националната алијанса за интеграција велат дека денешниот ден бил своевиден референдум, бидејќи како што велат од Демократската унија за интеграција, граѓаните масовно се одзвале на повикот кој што повикувал на промени. Маријан. Благодарам Зоран Јаневски вечерва од изборниот штаб на Дуја. Ние се селиме во Влен. Таму е Ивана Соколовиќ најдова дали Влен како владеачка коалиција веќе има првична оценка на овие избори. Така, Маријан Неве во моментов почнува пресконференцијата на Вреди со оценка околу денешниот изборен ден. Предлагам на кратко само да ја слушнеме изјавата со, а потоа ќе повикам повеќе детали. Во ред заврши пресконференцијата, сублиматот од она што го кажа портпаролите на коалицијата Вреди е дека оценуваат дека овој изборен ден поминал во најдобар ред, во фер и демократска атмосфера, како што велат ова сигнал дека во ден кога немало инциденти, тоа е доказ за демократска зрелост. Очекува да има таква атмосфера и во сумирањето на гласовете од целиот денешен изборен ден, од она што го кажуваат портпаролите. Се очекува да имаат набрзо и првични информации, за сега неофицијални, како тече денешниот ден и што значат гласовите кои се сумирани, дали тоа ќе значи и освојување на голем број на градоначалнички позиции и советнички места. Од она што го кажа од коалицијата, неофицијални информации велат дека според нивниот аналитички центар веќе во 5 општини имале предност, меѓутоа за овие информации ќе почекам официјална потврда. Она што денеска го порача кандидатите за градоначалници на Тетово и на Чаир е дека очекува денешниот ден да биде доказ за демократијата и граѓаните да го имаат конечниот збор во изборот на овие 8 поред локални избори. Предлагам да ги слушнеме нивните изјави. Денеска сите граѓани на општина Тетово и на Република Македонија имат можност да ги изберат своите представници на локалната власт за следните 4 години да одлучуваат за да ги решават нивните проблеми и да им излезат во пресрет на нивните барања. Ова е многу важен ден за сите граѓани на општина Тетово, затоа што гласот на граѓаните ќе одлучи правецот на кој ќе оди општина Тетово во следните 4 години. Да се заблагодарам за објективното информирање во текот на кампањата. Заедно може да оцениме дека е една од најмирните кампањи, демократски организирано, посакувам вака и да заврши. Граѓаните ќе одлучат на крај за најдобриот. Да, ова беа проекти на дел од кандидатите на коалицијата Вреди. Партискиот штаб овде во Скопски Чаир веќе ги собира партиските членови, дел од партиските функционери веќе се во самиот штаб. Како што кажав, набрзо најавуваат и неофицијални информации околу бројките на гласовите. Што ми имаме повеќе информации, ќе се почнеме повторно. Благодарам Ивана Соколовиќ најдова. Вечерва ќе ја гледате во отвореното студио од изборниот штаб на Влен, а во овој блок репортерски јавувања го закружуваме со изборниот штаб на Левица. Таму е Тамара Дичовска. Дали Левица како опозиција има веќе првични оценки за денешниот изборен процес?
Не, се уште немаат првични информации. Во 19 часот и 30 минути е предвидена тука пресконференција, каде што ќе биде сумирани денешниот ден, излезноста, како и првичните неофицијални резултати, меѓутоа од она што одржа денеска пресконференција за тоа како течел изборниот ден, кажаа дека и покрај цензурата што имале, меѓутоа и сите пречки сепак успеале во текот на целата кампања да бидат блиску до граѓаните. Утврдени се низа нерегуларности од нивна страна за време на изборниот молк, односно дека истиот не бил почитуван од страна на ВМРО ДПМН и СДСМ, бидејќи биле отворени нивните изборни штабови, меѓутоа имало и агитирање на социјалните мрежи. Исто така од нивните наблюдувачи се утврдени нерегуларности во текот на денешното гласање со уредите за идентификација, меѓутоа деталите ќе ги соопштат на пресот кој што им е најавен, ќе се убедени дека ги имаат најдобрите кандидати за градоначалници, 20 на број низ цела Македонија, како и 54 советнички листи, се убедени дека нивниот кандидат за град Скопје Амар Мециновиќ ќе влезе во вториот круг. Деталите така како течел изборниот ден ги гледаме од портпаролот на партијата Круме Богевски. Молкот, предизборниот молк, вчера не беше почитуван од страна на двете партии, ВМРО ДПМН и СДСМ. Имаше прекршување на предизборниот молк, особено во однос на тоа што изборните штабови им беа отворени, имаше агитирање преку социјалните мрежи до народот и така натаму. Сакам да напоменам дека нашите наблюдувачи веќе се на избирачките места, воочени се неколку неправилности. Најголем проблем, како и секој изборен циклус, се потешкотиите со уредите за идентификација. Наши наблюдувачи пријавија и дека кај некои убик уреди има повеќе избирачи отколку во избирачкиот список. Се надеваме дека набрзо овие неправилности ќе бидат отстранети и изборниот процес ќе продолжи во најдобар ред. По пресконференцијата која што ќе се одржи тука во 19:30 часот со првичните неофицијални информации, секако ќе имаме вклучување во отвореното студио на Сител. Благодарам, Тамара. Ова беа нашите репортери од терен. Вечерва ќе ги гледате сите во отвореното студио со најбрзи и најточни резултати од днешните локални избори. А оценки за денешниот изборен ден и за гласањето има и претседателката на државата Гордана Сињановска-Давкова и спикерот Африм Гаши. Се покажа дека, иако пратениците пропуштија да го сторат тоа што им е основна обврска, да ја пополнат правната празнина после одлуката на Уставниот суд, дека стравот беше безпричински. Да, има повеќе кандидати, колку што гледам, ама веројатно граѓаните добија и повеќе избор. Јас ја извршив мојата граѓанска обврска, очекувам тоа да го сторат и другите граѓани. Внатре беше мирно, наликуваше на обичен ден. Очекувам уште денеска да дознаеме како се движат работите. Се разбира, бидејќи за градоначалниците има и втор круг. Мислам дека ова што денеска го видов, една досадна изборна граѓанска слика да се повтори во вториот круг. Денеска е голем ден за демократијата. Ги поздравувам сите граѓани. Им честитам на политичките фактори во државата за достоинствена кампања. Мислам дека оваа кампања беше еден од најдобрите примероци како се практикуваше демократијата во нашата држава. До сега немаше ниту еден инцидент за текот на овие настани. Мислам дека ваква кампања не сме имале до сега. Им честитам и на сите граѓани, но и на сите политички фактори во државата за оваа кампања на ваков начин реализирана и организирана. Ги повикувам и денеска исто така да се го одржат ова ниво. До крајот на денот и граѓаните, и сите политички фактори, но исто така и сите институции во државата, како што се Државната изборна комисија, мониторинг мисиите во државата, да бидат на своето право место, да ја извршуваат својата работа на најчестно и најодговорно и се надевам дека ќе се финализира овој ден на најдобар може начин.
А по овој централен дневник почнува изборната отворена програма на Сител. Таму се е подготвена Славица Арсова и Иван Кузмановски. Вечерва ќе видат со вас. Цаци Иван, ако се видат првичните оценки на сите политички субјекти, чинам дека сите се задоволни од изборниот процес по оценката фер и демократска. Најавува ли тоа интересна вечерва дебата или? Маријан, добро вечер од отвореното студио, од каде вечерва ќе ја следиме изборната ноќ. Ќе ги слушнавме пораките на политичарите кои велат дека и кампањата и денот на гласање биле здодевни. Јас сум уверена дека оваа вечер нема да биде здодевна и со нашата програма ќе биде возбудлива и интересна. Граѓаните го кажаа својот збор, наред е пребројувањето на гласовите, а ние одовде ќе ги следиме најбрзо и најточно со информациите од Државната изборна комисија, но и со оние кои многу често се најбрзи пребројувачи, а тоа се централните партиски штабови. Многумина вечерва очекуваат да добијат место во новата локална власт, но ќе биде тешко. Ќе биде тешко ако се знае дека има 309 кандидати за градоначалници, но само 80 општини низ државата и градот Скопје. Како тие се представија во изборната кампања, вечерва ќе анализираме со политикологот Илина Мангова, тука ќе биде директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Каржаловски, ќе го имаме и политичкиот аналитичар Сефер Селими, а во студиото ќе ни се приклучи и поранешниот пратеник Илија Димовски, како и универзитетскиот професор Васко Наумовски. Ги очекуваме и Љуѓзин Паризи, политички аналитичар, заедно со Владимир Божиновски и со Петар Арсовски, а во финалето на вечерта, кога веќе и најголем дел од резултатите ќе бидат познати, во ова студио ќе дебатираме и со представниците на најголемите политички партии и коалиции. Почитувани гледачи, ова нека биде отворена покана и оваа изборна ноќ да останете со програмата на телевизија Сител. Стартуваме веднаш по централниот дневник. Да, ова е најавата за отворената програма. Благодарам Славица Арсова и Иван Кузмановски. А ние се селиме на терен меѓу нашите дописници и репортери, кои што неуморно овој ден ги следеа изборните процеси во градовите низ Македонија. Одиме во Штип за почеток, таму го имам Трајан Ристовски. Трајан, кратко за окружување на денешниот изборен ден во Штип и околината. Така, Маријан, добро вечер. Успешно заврши првиот круг од локалните избори во општините во Истокот. Според информациите од општинските изборни комисии, сите избирачки места се навреме затворени, а изборниот ден помина во фер и демократска атмосфера, без да биде регистрирани некакви по-големи нерегуларности. Според излезноста предначи општинот проби Штип со околу 60%, во останатите на гласање излеге половина од електоратот. Единствено помала излезност има во Кочани, меѓутоа и таму е надминат изборниот цензус. Сосема изгледно дека во општините Штип, Зрновци, Карбинци, Македонска Каменица нема да има втор круг, затоа што има само по 20 кандидати за градоначалник. Најголема неизвестност се очекува во Кочани, каде дури 5 мина се борат за градоначалничката фотелја. Останува само да ги почекаме изборните резултати, пошто ќе се знае и исходот од изборите во Истокот. Маријан? Благодарам, Трајан Ристовски од Штип и за гласањето како помина тамошниот ден. Очекувањата во Струмица, Струмица е интересна општина, околината на Струмица. Зоран Ѓоргиев, има ли најави и очекување дека уште вечерва може да има избрани градоначалници во овој дел на државата? Да, Маријан, има такви најави. Она што е интересно и од едната и од другата страна, барем кога станува збор за двете најголеми политички партии, очекуваат дека изборите ќе завршат уште во првиот круг, но дали тоа ќе биде така, ќе треба да почекаме уште неколку часа. Она што е најбитно е да се каже дека сите избирачки места во Струмица и во целиот југоисточен регион беа затворени точно на време во 19 часот и на ниту едно избирачко место не се регистрирани никакви нерегуларности или пак неправилности. Ние го контактиравме и народниот правобранител, односно подрачната канцеларија на народниот правобранител овде во Струмица, од каде што ни информираа дека во текот на денот и до нив не стигнала никаква пријава, немало јавувања ниту на отворената телефонска линија, ниту пак пријави кои што лично би ги донел некој од граѓаните до канцеларијата за повреда на избирачкото право. Се уште немаме конечни податоци околу излезноста, но според оние првични
информации што успеав да ги добиам од штабовите на политичките партии, излезноста ќе биде некаде околу или некој процент над 50, што отприлика би било слично како и во 2021 година, кога Струмица изборите завршија во првиот круг, а вкупната излезност беше 52,17%. За сега ова се информациите, ние остануваме на терен, ќе следиме состојбата и што имаме нови информации, ќе побараме вклучување во отворената програма. Благодарам Зоран Ѓорѓиев, а се селиме во Прилеп. Дарко Штарговски, слаб денеска, послаб интерес за гласање во Прилеп. Што навестува тоа? Токму така, Маријан, за разлика од претходните локални избори кои што се одржаа во 2021 година, процентот на излезеност на гласачите до 18:30 часот е помал за 10%, односно годинава тој број изнесува околу 46%, како што кажав, за 10% помалку од излезеноста на гласачите во 2021 година. И истото се случува и во соседниот град Битола, каде што до 18:30 часот, според податоците на Општинската изборна комисија, излезеноста е 46%, а во 2021 година била за 10% поголема. Најголема излезност има за сега во Крушево, која што се движи над 60%, а додека во соседните општини, како што се Долнени, излезеноста е до 18:30 часот 54%, а во Кривогаштани 62%. Од оно што исто така може да се забележи, од кога ќе направиме споредба со претходните локални избори, во сите општини имаме намалување на бројот на гласачи. Тоа е најизразито во големите градови, како што се Прилеп и Битола. Во Битола тој број е намален за дури 4801 гласач, а додека во Прилеп за 2111. Единствено зголемување на бројот на гласачите во споредба со 2025 од целиот Пелагонински регион имаме во Долнени за некаде 350 гласачи. Од она што може исто така да се каже, нека денешниот ден помина во мирна, фер и демократска атмосфера, од податоците кои што ги добивме од сите општински изборни комисии. Сите гласачки места се затворени на време. Единствено дели оној мал инцидент кој што се случи на улица Дабничка во Прилеп утринава, кога беа уапсени двајца крушевчани по сомнение дека давале мито за, односно давале подкуп за извршување на изборни действија. За истиот настан во полициската станица беа повикани и други 5 крушевчани кои што имале престој во Прилеп. Тоа за сега се податоците кои што ги имаме од Прилепско-Пелагонискиот регион, а со наредни нови информации во новите информативни изданија. Маријан. Ти благодарам, Дарко, за овој ден и за јавувањата од терен во Прилепско и Битолско, како за окружување на овој блок репортерски јавувања. Нина Ритоновска во Охрид, и во Охрид се очекува интересна трка за градоначалник. Какви се последните твои информации околу денешното гласање? Точно така, Маријан. Во 19 часот на времено пред се да кажеме дека беа затворени сите избирачки места. Граѓаните гласа на 87 избирачки места, право на глас има 52.580 граѓани. Изборниот процес течеше непречено во фер и демократска атмосфера, без никакви нарушувања во јавниот ред и мир. Според оние податоци кои што успеавме да ги добиеме од Општинската изборна комисија, до 17 часот 41,1% излезноста на граѓаните во општина Охрид. Споредбено со 2021 излезноста до овој период до 17 часот била 45,45, додека пак до 19 часот од минатите избори излезноста достигнала 54,36%. Податоците пак кои што ги добивме од Општинската изборна комисија од Струга до 17 часот изнесува 35,2%. Најголема излезност имаме во Овевчани 61,84 излезност до 17 часот, и во општина Дебарца 53,41 излезност. Тоа е се, Маријан, со податоците од општинските изборни комисии кои што успеавме да ги добиеме до овој момент неопходно пред вклучувањето Линковско. Благодарам, Нина, Дарко, Зоран и Трајан вечерва за од нашите теренски репортерски јавувања. А ние продолжуваме понатаму. На ред треба да биде нашата
анализа на аналитичкиот центар. Александар Спасовски е веќе подготвен, но иако ги пофаливме ДИК дека се брзи, веќе сепак остана последните податоци веќе во 19 на 17 часот. Дел од нив ги знаеме, но што велат твоите бројки, како стои денешниот ден? Околу 19:30 во секој момент е најавена пресконференција на председателот на Државната изборна комисија Кондар, кој веројатно затоа доцнат резултатите да не му ја земеме славата, ајде така да кажем. Ќе одиме со резултатите од 17, може да видиме каква е излезноста на ниво на Македонија до 17 часот. Овие податоци се погрешни, 39% е излезноста до 17 часот на ниво на цела Македонија, што е нешто под она што беше во 2021-та, кога имавме нешто благо над 40% и на крај изборниот процес заврши преку 50%. Одиме да видиме каква е излезноста по градови до 17 часот. А добивам информација дека Кондарко почнува, така да ќе одиме со Кондарко анализата, да ги почекаме, мислам сепак резултатите од 18:30. И поздрав од Државната изборна комисија. Ова е пресконференција на Државната изборна комисија после завршување на процесот на гласање, на која ќе ги соопштиме нашите согледувања за текот на гласањето и податоците за излезноста по општини и на ниво на државата и на градот Скопје. Согласно однапред најавениот план за информирање, последниот одзив кој го имаме добиено од сите избирачки места е до 18:30 часот. Одзивот на ниво на Република Северна Македонија изнесува 46,65%, односно излегле да гласаат до 18:30 часот 803.091 граѓанин, односно 94,62% од обработените избирачки места, односно од 3.474 места обработени се за одзив до 18 часот 3.287. На овие 3.287 избирачки места се запишани вкупно 1.721.645 граѓани. Значи, уште еднаш да повторам, излегле да гласаат до 18 часот и 30 минути, вкупно 803.091 граѓанин, што представува 46,65% на излезност на ниво на целата држава. Само на почетокот, ради споредба со претходните локални избори во 2021 година, вкупниот одзив на локалните избори во 2021, значи заклучно со 19 часот, изнесувал 49,98%. Само едно појаснување, како и на секој изборен процес, бидејќи гласањето завршува во 19 часот, а веднаш потоа избирачкиот одбор пристапува кон отворање на гласачките кутии и пребројување на гласачките ливчиња, не се објавува одзив заклучно со 19 часот и затоа појаснуваме дека последниот одзив кој го објавуваме е до 18:30 часот. Конечниот одзив на изборите ќе биде познат после полноќ, кога планираме да одржиме пресконференција за објавување на првичните неофицијални резултати добиени по електронски пат од секое избирачко место. И тогаш, кога ќе ги комплетираме резултатите, ќе биде соопштен крајниот, односно конечниот одзив, што значи од гласањето, од целокупното гласање, заклучно со 19 часот. Тоа е појаснувањето околу термините за објавување на одзивот. Конкретно ќе ги прочитаме најпрвин податоците за одзивот за град Скопје, односно за општините, 10 општини кои го сочинуваат градот Скопје. Генералниот одзив на ниво на град Скопје
до 18:30 часот изнесува 46,64%, односно излезени граѓани кои го дале својот глас на ниво на град Скопје се 803.721 граѓанин, исто така значи до 18:30 часот. Овие се податоци од обработени 3289 избирачки места или вкупно 94,67% обработени податоци од вкупниот број на избирачки места во градот Скопје. Конкретно за општините во градот Скопје. Општина Аеродром излезност 45,57%, Бутел 49,71%, Гази Баба 41,97%, Ѓорче Петров 45,09%, Карпош 49,92%, Кисела Вода 46,25%, Сарај 55,20%, Центар 49,41%, Чаир 51,27% и општина Шуто Оризари 35,33%. Уште еднаш напоменувам, овој одзив е до 18:30 часот за овие општини што ги прочитав од градот Скопје. Поединечниот одзив во проценти по општини во Република Северна Македонија е следен. Општина Арачиново 48,21%, го прочитав во град Скопје. Општина Берово 57,78%, општина Битола 45,76%, Богданци 59,78%, Боговиње 36,40%, Босилово 47,87%, Бравеница 43,81%, Валандово 57,88%, Василево 51,18%, Вевчани 69,78%, Велес 40,06%, Виница 45,38%, Врапчиште 24,41%, Гевгелија 55,12%, Гостивар 32,38%, Градско 56,08%, Дебар 39,63%, Дебарца 62,04%, Делчево 50,81%, Демир Капија 66,51%, Демир Хисар 58,14%, Дојран 72,44%, Долнени 53,97%, Желино 40,48%, Зелениково 59,84%, Зрновци 50,20%, Илинден 51,91%, Јегуновце 45,95%, Кавадарци 53,33%, Карбинци 62,02%, Кичево 55,09%, Конче 66,03%, Кочани 41,31%, Кратово 55,65%, Крива Паланка 63,53%, Кривогаштани 63,34%, Крушево 65,60%, Куманово 44,84%, Липково 39,40%, Лозово 71,98%, Маврово и Ростуше 28,58%, Македонска Каменица 52,55%, Македонски Брод 67,49%, Могила 69,04%, Неготино 54,31%, Новаци 73,70%, Ново Село 44,05%, Охрид 48,23%, Петровец 54,22%, Пехчево 59,60%,
Пласница 35-54, Прилеп 45-34, Пробиштип 65-75, Радовиш 39-28, Ранковце 66-29, Ресен 45-65, Росоман 71-75, Свети Николе 49-94, Сопиште 53-67, Старо Нагоричане 61-21, Струга 40-58, Струмица 51-54, Студеничани 43-85, Теарце 41-46, Тетово 46-77, Центар Жупа 21-30, Чашка 71-63, Чешиново Облешево 56-66, Чучер Сандево 58-93, Штип и Штип 48-95. Ова беа сите поименично општини во државата со поединечен процент на излезност. Претходно беа прочитани и посебно општините за градот Скопје и нивото на одзив на самиот град Скопје. Во моментов, според сегашните податоци за одзивот, значи до 18:30 часот, имаме во моментов 3 општини. Тоа се Центар Жупа, Маврово и Ростуше и општина Врапчиште, кои имаат во моментов помалце од 1/3 на излезност од вкупниот број на запишани избирачи во избирачкиот список во соодветните општини. Конкретно, Врапчиште има 21,41% излезност, Маврово и Ростуше 28,58%, Центар Жупа 21,30%. Согласно изборниот законник, Државната изборна комисија појаснува дека за избран кандидат во првиот круг на гласањето за градоначалник се смета оној кандидат кој добил мнозинство од гласовите кои од граѓаните кои излегле да гласаат, под услов да излегле да гласаат во соодветната општина најмалку 1/3 од запишаните. Значи, тоа е двоен кумулативен услов. Ова е како информација согласно изборниот законник што се смета за успешни избори, односно завршени избори и победа во првиот круг. Исто така, согласно изборниот законник, доколку изборите во... Да, ова беше сумарната пресконференција на Државната изборна комисија до 18:30 според ДИК 46% е излезноста, но повеќе информации, повеќе детали за текот на гласањето, за изборните резултати вечерва, останете на Сител, почнува отвореното студио.